Здраво, јас сум Александар Дадар, мејкап артист. За денешниот изглед, најпрвен, искористивме прајмер кој што ќе ја матира кожата на Мартина, а воедно ќе ни овозможи пудрата да трае во текот на целиот ден. Потоа, ја нанесовме пудрата на Аура. Може да видите колку е едноставна, лесна и прекрасна, веќе спремна за шминкање кожата. Многу важна работа е коректорот. Секако дека треба да биде во 1 до 2 нијанси посветло од нијансата на кожата. Го нанесуваме во неколку точки, во пределот околу очите, каде што може да се појави црвенило, околу носот и во средишниот дел на челото, носот и на врвот на устата. Можеме да го размачкаме со благо тапкање или со ова интересно сунгерче на Аура. За сето ова да го фиксираме и да трае подолго, поточно да добиеме мат изглед, нанесуваме пудра во прав Killer Shine на Аура. Бидејќи станува збор за изглед кој што може да се користи во секојдневието, еве уште една мала финта. Со четка за руменило нанесуваме свежо руменило во боја на праска. Ајде да видиме и Мартина како ќе се снајде во оваа ситуација. Секогаш гледаме светлата сенка да ја нанесеме на почетокот на окото, додека сенките во средна и потемна нијанса ги нанесуваме кон крајот на окото или према надворешниот агол. Доколку сакаме да изгледа шминката поинтересно, можеме да аплицираме некоја поотворена боја, во случајот розе-виолетова, во средишниот дел на окото. Така ќе добиеме повеќе свежина и необичен изглед. Пред да нанесете маскара, интересно и убаво би било да го искористите ова мало машинче за виткање на трепките, кое што ќе ни овозможи поотворен изглед. Златното правило за поотворени и истакнати очи е маскара, и тоа во 2 до 3 слоја. Другото окце ќе го дадеме на Мартина да видиме како таа аплицира маскара. Вегите се еден од најважните моменти на лицето, па затоа мора да внимаваме да бидат убаво средени и истакнати. Откако ќе ги нацртате, повторно со чиста четка ќе ги исчешлате и така ќе добиеме навистина природен, но сепак дефиниран изглед. Во текот на мојата долгогодишна кариера практикувам кога нанесувам кармин, најпрвен устата да ја исцртам со молив за усни, а потоа со истиот тој молив да ја пополнам, така ќе добиеме подолготраен кармин. Сосема за крај, нанесуваме траен сјај за усни, така ќе добиеме понеобична и понесекојдневна боја, а сепак убаво ќе одговара на денот на Мартина. За шминката да трае колку што е можно подолго, нанесете фиксатор за фиксирање, со затворени очи се разбира. И секако, сето ова би било безвредно без вашата убава насмевка.